Христа, јас верувам, во Исуса Христа, јас се надевам, во Исуса Христа се исцелувам, во Исуса Христа се препуштам. Во срце моје насели се, со таткото наш сокровиште, слушам како чукаш на портите, отворам да вечерам со тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се му оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам. Мир вам, татко наш, Отче, татко, небесен татко, добар татко, вечната љубов, татко на духовите, татко кој создаде се. Како што Исус вели, молете се вака, татко наш, Отче наш, татко на сите, кој си на небесата, да се свети името Твое. Зборува и денеска низ мене, нека секое слово, секој збор биде живо слово, меч на духот кој пробива, го одделува телесниот од духовниот човек, кој го одделува надворешниот од внатрешниот човек, кој го одделува гревовниот човек од Исусовиот духовен, новороден, богороден човек, син човечки и син Божји. Две категории во кои ние сме затечени на земјата. Паднати сме. Живееме во три димензии, време, простор и свест. Станати сме родени како луѓе, добиваме полна возраст. Имаме право на собствен слободен избор да избереме меѓу себе љубието, идолопоклонство кон себе си и да го познаеш Исус, да го возлюбиш Исус, да преминеш во вечната љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Сите настинки, болки, болести и страдања ги зема од нас на крстот и од мене овој проблем со носот, исцелување во името на Господи Исус Христос. Ти благодарам што ме учиш, татко, во името Исусово. Да ти предадам се, да ти се поклонам, да сведочам за тебе, да ти го отворам срцево, да ти ја вратам душава во твоја собственост. Да ти предадам се што имам, да ја прифатам твојата волја, да се покајам за секој грев, да им простам на сите, никого да не осудам, никого да не осудувам, зашто еден е судијата. Те сакам, Господи Исусе Христе, и да ја извршувам твојата волја. Слава ти, Господи Исусе Христе, ти благодарам што и во оваа ноќ ме сочува, што ми го даваш здивот на љубовта во овој нос, во ова грло, да зборува за тебе, да те прослави. Ти благодарам, слава ти, Господи Исусе Христе. И велиме, според тоа, драги пријатели христијани, писмо до евреите се однесува до сите нас. Евреите се првата заедница. Ние сега можеме смело да влеземе во најсветото место. Тој, например, олтарот на храмот, завеса имало, се расцепува завесата на две, кога Исус се распнат, плаќа за нашата жртва и може да живее во моето и во твоето срце. Значи да имаме личен однос, да имаме возлюбен однос, да бидеме еден дух и едно тело. Ковчегот на заветот се чуваше зад завесата во најскришното место, светиња на светињите. И за да разбера телесниот израелски човек, кој ќе се допрел нечист, веднаш умирал, па и звер ако се допре. Заветот, стариот завет на камени плочи, 10 Божји заповеди. Според тоа, ние сега можеме смело да влеземе во најсветото место. Тоа ни го овозможи жртвата на Исус. Тоа е тој нов пат што дава живот, пат што го проби Христос за нас низ преградната завеса, со тоа што во тело тој умре за нас.
го даде својот живот, луѓето не го разбираат тоа. Тие се грижат за се и се што, ако кога треба на Исус да му предадеш се, да му го дадеш овој минлив смртен живот, да те употреби, да те научи, да те роди во духот, ти не го даваш тоа и потоа одиш во ново прочистување, поминуваш низ огнено езеро. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. Затоа сега кога имаме првосвештеник, Исус Христос, духовно присуство. Духовно присуство. Значи, луѓето се занимаваат како ќе биде огнено езеро, вечен пекол. Видете, една вечност има, тоа е Таткото Небесен и љубовта. Ти додека си оддалечен од неа, се додека не кажеш благословен е оној што доаѓа во името Исусово, го прифатиш тоа, ти остануваш, нема да му се прости ни на овој ни на оној свет, грешиш против Светиот Дух, не му дозволуваш да те промени, да се насели во твоето срце, да ти помогне да се промениш. Духовно присуство, кој ме води. Имам уште едно, не рецитирај, не филозофирај, само помоли се. Кои сме ги читале. Видите, тој слегуваат овие слова, кои се духовно, животодавни слова, кои се дух и живот и не поучуваат, духовно ме храни, да ја примам силата да се распламти мојот дух, да разберам што значи Исусово водство, духовно присуство, кој ме води. Кој ме води? Кој ме насочува? Тој е битен момент. Сам ли се водам јас? Кој живее во мене? Ете, сам си изрешаваш, ти тој е духот на овој свет, паднат свет, духот на овој смрдлив, паднат, валкан свет. Значи, видливото е минливо, ова што го гледаме ние, похотта на телото, гордоста на животот, желбата на очите, невидливото е вечно. Значи, духот е вечен, што не го гледаме, пишано е. Сега, како да бидам во присуство над Господ, на Исус, Таткото Небесен, како да бидеме во заедништво? И тоа ме прашува една сестра, како ја знам? Па повикај кон него, повикуваш ли кога? Со сето срце, душа и ум, па секогаш. Од кога ќе станеш навечер, е затнат ми е носот, ставам капки, не можам да спијам навечера, дојдов тука, минус е надвор, цела ноќ повикувам, не сум спијан. И станувам, продолжувам да работам за Царството Божие, ги снимам овие завети, пуштам, ја редам програмата на Радио Свети Дух Македонија, можете да го најдете тоа. Инсталирате Play Radio 2, My Radio Play и пишувате Свети Дух Македонија. Интернет радио. Како да бидам во присуство на Господ, па повикај кон него со сето срце, душа и ум. Тоа не е обично радио, тоа е духовно знаме кое е истакнато. И секој може да дојде да се напие од живата вода дарум, жива вода кој е жеден нека дојде, кој е гладен. Дозволи му на Исус, на Таткото, да те направи силен. Силен се вели во еден препев во Тимотеј. Значи да те промени, да ти даде сила, да ја избиеш битката, да ја избориш добиената битка во твоето срце, да изгониш оттаму другите духови. Духот на овој паднат свет, себе љуби и делопоклонство. Тој е тој стих кој се отвори. Идолопоклонството е почеток, причина и крај на секое зло. Тоа значи сам себе се фалиш, самиот идолопоклонство кон себе си. Значи повикај кон него со сето срце, душа и ум, дозволи му да те направи силен, за да ви докаже дека и вие, не евреите мислеа дека се избран народ, станавте негови деца, Бог го испрати во нашите срца. Ете, тоа е суштината, духот на својот син, Светиот Дух. Духот ви дава слобода, ве ослободува од гревовната природа. Со двоостар меч и мечот на Духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз секој еден од нас, ве ослободува од гревот, од смртта, да му се обраќате на Бог со татко, Аба, татко. Видете, тој е тој однос што треба да го научиш. Кога ќе го сватиш ова, почнува нов процес, татко на небото и дете на земјата. Бараш водство, ти го дава Исус во духот, ти помага. Дали јас
постапувам по својот дух. Па не. Ако немаш сила, ако немаш сведоштво, ако си во позиција да си паднат, да не работиш за Царството Божјо, значи Духот ве ослободува од гревот и смртта, му се обраќате со Татко, така сега не сте веќе робови, раб Божји, туку Божји деца, дете. Штом сте Божји деца, вие ќе наследите. Вие сте сонаследници се што е Божјо. Галатјаните 4:6-7. Друг препев вели, бидејќи вие сте синови, Бог го испрати Духот на својот син во срцата ваши. Значи, Духот на својот син во срцата ваши, тоа е целата суштина. Кој вика татко, ава оче, не си веќе роб, туку си син. Ако си син, тогаш си и наследник Божји преку Исус Христос. 4:6-7. Те сакам, Господ Исусе Христе, Галатјаните. Еве уште стихови. А ние христијаните, пази, припадници, род, семејство, собственост на Исус Христос, со нетрпение очекуваме да бидеме оправдани, но преку Светиот Дух и преку вера. Духот не оправдува кога не обликува, не чисти, не кастри, не учи, ни покажува. Тој зборува и сила сеќаваш и мир. За тој што верува во Исус Христос нема никакво значење дали е обрезан или не. Тие прават сунет, муслиманите, евреите се обрезуваат. Секој машко дете во чест, во слава, подсетник на семокниот Бог. Но овде не вачи, битно е дали си ти обрезан во срцето, вистински дали си му го предал срцето. Телесен обред, дали си се искапел површински во водата. Важно е да имате делотворна вера со дела и тоа да се искажува преку љубов. Кон се, делотворна вера. Видете што е целата суштина. Галатјаните 5:5-6, друг препев. Ние се надеваме и очекуваме оправдание од верата преку Духот. Значи, очекуваме оправдание преку Духот, духовно единство, зашто во Христос Исус, и тоа е тој момент, духовниот човек, врската со Исус е духовна, тоа е духовно движење, тоа е внатрешно поврзување, тоа е разбудување на духовниот човек, да се сетиш која е твојата вистинска духовна природа. Зашто во Христос Исус ниту обрезанието, капење, има сила, ниту необразението. Не е важно дали си ти капен, не капен. Веде што зборува сега тој, туку верата која действува преку љубовта. Значи, како действува верата? Па Духот Исусов ти дава, поверува и затоа зборува. Ти јавно зборуваш и сведочиш и действуваш за Исус. Не се срамиш. Го признаваш пред сите. Галатјаните 5:5-6. Љубовта е нашиот татко. Зарем јас да се срамам од љубовта, од вечната љубов? Што има овде на земјава да се гордееш? Се е тоа лажно, се е прав и пепел, се е суета. Луѓето немаат доволно љубов. Тој е татко на духовите, вечната љубов. Љубовта е духовна, вечна е. По извесен период, телесната љубов, ајде да речеме, нагонот сексуален, за да се размножуваш, исчезнува, ти се ослободуваш и веќе стануваш поблиску си како ангел на небесата. Ти тогаш немаш потреба од тоа. Знаете, ти си така врзан, падна знамето, те сакам, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Телесната љубов е минлива и смртна. Еве стихови, зборуваме за духовна поврзаност. Подарок, поклон во дух и вистина. Значи, ти се подаруваш, се враќаш како дар, му се враќаш, му се подаруваш, а тој ти подарува живот вечен и духовна сила. Оживување во дух, телото без дух е мртво, словото без дух е мртво, убива, заедницата без дух е мртво, срцето твое без дух е мртво, иако изгледа дека е живо, живи умрени. Тогаш ги оставаш мртвите да ги погребуваат своите мртовци.
И тоа е тој момент, што ќе посее човекот, тоа ќе пожнее, кој сее во телото свое, од телото ќе пожнее погибел, а кој сее во духот, мораш да му го дозволиш тоа, во духот ќе пожнее вечен живот, Галатјаните 6:7-8, значи, духовно мораш да се соединиш, да се вратиш, да се подсетиш, да се разбуди духовниот човек, да добиеш ново љубовно тело, да се облечеш во љубовта. Исус и Отецот не се за подигрување. Зборува, глупости, не размислува. После ќе паднеш болен и ќе лелекаш. Никој не може да го измами Таткото Небесен, Господ. Секој човек ќе си го жнее тоа што го сее, што си правил, тоа ќе ти се прави. Тој што живее само за сопственото тело, ќе ожнее смрт, кој работи живее за Царството Божјо, кој живее за Духот, од него ќе добие живот вечен. 6, 7, 8, значи тоа е, му се поклонуваш, му се подаруваш во дух, да те научи да бидеш духовен, телото да биде само храм да ти служи. Духовно присуство е духовно соединување со Отецот и Господ Исус Христос. Духовно, едно тело, еден дух, духовно будење, родение, премино телесен во духовен човек, ангели на небесата. Порака напишана од Христос, не со мастило, со духот на живиот Бог, не на камени плочи 10 Божји заповеди, туку врз во човечките срца. Во твоето срце, 2 Коринтијаните 3:3. Завет не од пишани закони, напишан, туку од и во Светиот Дух. Тоа е нов завет. Новиот начин преку Духот дава живот вечен. Ја дава вечната љубов да се всели во твоето срце, радоста да ви биде полна. Стариот начин со пишани закони води кон смрт. 2 Коринтијаните 3:6, понатаму, каде што е присутен Господовиот Дух, тој донесува слобода. 2 Коринтијаните 3:17, како слобода? Па така те ослободува од гревот, те одврзува од прангите на сатаната, те подсетува на духовната, љубовната природа. Со помош на Господовиот Дух доживуваме преобразба, водна бања во Словото, жива вода, стануваме се послични на нашиот славен Татко, Господ, љубов вечна, нели ликот на земниот и образот на небесниот. Значи, образот на небесниот, а сега стануваш и лик на небесниот. Духовно присуство на Исус во мене. Ете, тоа е христијанство. Будење во Духот. Духот ме води, Он зборува, Он ме учи, Он ги врши делата. Јас не вршам ништо само од себе. Бидете будни, вели Исус на апостолите, а тие спијат, не се разбудени во Духот. Молете се, им порачува. Молитвата е поврзување во постојан контакт, потоа учиш како растеш во молитвата, да се браниш. Имавме состојба, едно семејство почнува да се брани сега, да заповеда во Духот. Тој ќе ти даде сила, инаку немаш сила. Немаш сила, се гледа тоа. Еве стихови, во нашите сегашни тела овкаме и тие одеднаш напад сатански почнаа да се бранат. Ѓорги вели, нема ни да јадеме, да пиеме, стоиме и не отстапуваме, и молитвата и нападот сопира. Во нашите смртни тела овкаме, копнееме под денот, кога како облека ќе ги облечеме нашите небесни тела. Зашто ние нема да бидеме голи духови, без Исус кои плутаат таму негде во некој ѓол дол, туку да ги облечеме нашите нови небесни тела. 2 Коринтијаните 5:2-3, и сум го видел тоа во визија, голи темни духови плутаат, свесни за себе, без сила, на дно на една вода, а горе со милениуми нагоре Исус пее со ангелите. Духовно родение, голи духови, живење без љубов, тоа се демонски, например, се вселуваат во човекот, тие трошат енергијата и животот, те завладејуваат и ти си тогаш готов. Тоа е како бршлен кога ќе исуши некое дрво. Друг препев вели,
дека копнееме, воздивнуваме да се облечеме во своето небесно живеалиште, само да се најдеме облечени во Исусовата љубов, а не голи. Се сеќавате тој што нема свадбена облека на свадбата, љубовта, Исусова е исфрлен. Голи, отуѓени души, духови кои чекаат да се облечат во љубов. Еден ден да се родат во љубов, да бидат љубов, да се соединат Исус и Отецот Небесен. Духовно присуство, будење, родение во љубовта. Те сакам, Господе Исусе Христе. Според тоа, драги пријатели, ние сега можеме смело да влеземе во најсветото место, ако сме во еден дух со Исус. Тоа ни го овозможи жртвата на Исус. Тоа е тој нов пат што дава живот, пат што го проби Христос за нас низ преградната завеса, со тоа што тој во тело умре за нас. Тоа е духовно движење, тесната патека што води кон животот, е следбеништво на Исус, живење по упатствата на Исус. Затоа сега кога имаме првосвештеник кој управува, тој управува со Божиот дом, да дојдеме пред Бог со искрени срца. Дали си прав во срцето и со целосна доверба, нашата опоганета совест е попрскана со Христовата крв и сега е чиста. Читаме Евреите 10 од 19 надолу. Нашите тела се измиени со чиста вода надворешно, треба внатрешно да се држиме цврсто во водна бања во Словото, во срцето, и без колебање за надежта што велиме дека ја имаме, бидејќи можеме да имаме целосна доверба дека Таткото ќе го исполни ветувањето што ни го даде. Да размислуваме како еден со друг, да се поттикнуваме на љубов и добри дела, да не изостануваме од нашите заеднички богослужби, вечери на љубовта, како што некои имаат обичај да го прават, туку напротив да се охрабруваме едни со други. Особено кога гледате дека се приближува денот на враќањето на нашиот Господ Исус Христос, армагедонските слави, второто Христово пришествие. Тоа е единствено нешто за славење на земјата. Јас се чудам што тие сега слават нешто. Го слават своето заминување и умирање, како им поминува времето на милост. Што ќе ги очекува тие што ќе отпаднат ако продолжиме намерно да грешиме? Не прифаќаш, откако сме биле запознати со вистината за Исус, нема веќе друга жртва што може да ги покрие нашите гревови. Тој грев против Светиот Дух нема да се прости ни на овој ни на оној свет. Се додека не се покаеш, не кажеш, ќе поминеш низ милениум и ќе бидеш гола душа. Во таков случај нема што друго да се очекува освен Божиот страшен суд. Поминуваш на суд низ огнено езеро, ќе бидеш оштетен, за духот негов да чека суд и расплантен оган што ќе ги проголта неговите противници. Каде што огнот не изгаснува, црвот не умира. Ако двајца или тројца сведоци потврделе дека некој одбивал да го спроведе Мојсеевиот закон, пазете како било, тој безмилосно бил погубуван физички. Што мислите колку потешка ќе биде казната за оној што ќе го омаловажува Божиот син? Не го прифаќаш Исус. Ја сметаш крвта на заветот која го исчистила од грев за нешто обично, несвето. Го навредуваш Светиот Дух кој ни ја дарува Божијата благонаклоност. А ти е наклонет, зашто знаеме дека оној што рекол јас ќе одмазнам, одмаздата е моја, јас ќе им платам на тие што заслужиле, затоа ние не треба да осудуваме, рекол и Господ ќе му суди на својот народ. Имам еден стих кога праведникот одвај се спасува, тој што фатил по Исус да оди, што ли ќе биде со другите, страшно е да се падне во рацете на живиот Бог. Еден ден ќе мора да одговараш. Ние гледаме како во Македонија криминалци, лопови, убијци продаваат дрога, со парите од дрогата ги купуваат политичарите, а продаваат цел еден народ кој не сака да му се случува тоа што му се случува, но нема доволно сила, бидејќи сатаната е пуштен на најако, има малку време, рика како лав и чека да го проголта целиот македонски народ, но ние велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во Македонија. Бегај од Македонија, сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. Македонија му припаѓа на Исус Христос, ја враќаме во Исусова собственост. Ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш македонците, ниневејците?
Те сакаме, Господи Исусе Христе, уште повеќе ќе те љубам, нека силата Исусова се всели во вашите срца. Мирот Исусов во секое срце, исцелување на сите органи од настинки, болести, болки, страдања, магии и проклетства. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине и да не се враќа повеќе. Тоа е заповед на Господ Исус Христос од земјата до небесата. Името Исусово да се прослави. Радио Свети Дух Македонија, духовно знаме, жива вода. Дојдете при мене сите изморени и обременети и јас ќе ви успокојам, вели Исус. Кој е гладен, нека дојде, кој е жеден, нека дојде. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Остануваме и победуваме со Исусовата љубов. Амин. Исуса Христа, јас верувам, во Исуса Христа, јас се надевам, во Исуса Христа се исцелувам, во Исуса Христа се препуштам. Во срце моје насели се, со таткото наш сокровиште. Слушам како чукаш на портите, отворам да вечерам со тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се му оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам.